Најави за денешните настани. Кирил Пецаков и официјално го започна новиот 4-годишен градоначалнички мандат. Конституиран новиот совет на општина Охрид. Златко Силјановски од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата е нов градоначалник на општина Дебарца. Менди Кјура прогласи победа на изборите за градоначалник на Струга. Најмалку 20 лица загинале, а повеќе од 320 се повредени во земјотрес во Авганистан. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 16 степени Целзиусови. Во попладневните часови зголемување на облачноста, која што во доцните попладневни и во вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Во вторник на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од месец ноември. На британските острови, како и во балтичките земји, нестабилно време со локални врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните југоисточни и источни предели на Балканскиот полуостров и на југ од Апенинскиот полуостров. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во јужните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 20 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите од дожд ќе престануваат и до крајот на денот ќе настапи намалување на облачноста. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 7 до 16 степени. Во Охрид во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен северен ветер со брзина до 30 км на час. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во среда, четврток и во петок по студеното утро со температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 14 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Кирил Пецаков од денеска официјално го започнува вториот мандат како градоначалник на Охрид. Председателката на Општинската изборна комисија Антигона Сионов денеска официјално му го врачи уверението за избор на градоначалник на општина Охрид на досегашниот градоначалник Пецаков за престојните 4 години. На свеченото доделување на уверението за избор на градоначалник присуствуваа сите членови на Општинската изборна комисија од Охрид, кои упатија честитки до градоначалникот Пецаков. Од денеска започнува вториот мандат мој заедно со мојата екипа и администрација, но и секако сите оние јавни предпријатија, основни училишта и средни училишта кои што се дел од локалната самоуправа. Направивме доста проекти кои што значат за Охрид и стратешки го менуваат. Така продолжуваме и во вториот мандат. Во вториот мандат имаме нови 10 капитални проекти кои што со завршување на 4 од првите 10 кои што сум ги ветил во првиот 4 годишен мандат, вклучувајќи ги овие 10, ќе станува збор за сериозна промена на сето она како ние го перцепираме Охрид, првично за охриѓани разговарам, а и сите оние кои што доаѓаат и уживаат во убавините на Охрид. Пред нас следува инвестиционен период кој што верувам дека ќе заврши успешно, односно за многу работи за кои што охриѓани разговарале, побарувале и било некако како насушна потреба во изминатите 30 и кусур години како граѓани, ќе се остварат, ќе се завршат и сметам дека Охрид не само што ќе изгледа поинаку, туку ќе има и многу подобри услови за живот на сите оние кои што се тука во самиот град, но и на туристите кои што го посетуваат. Конституира новиот совет на општина Охрид. 23 нови избраници положија заклетва дека ќе работат согласно уставот и законите во интерес на граѓаните. Советникот од ВМРО ДПМН Перчо Божиновски со мнозинство гласови е повторно избран за председател на советот. Денеска беше конституиран новиот совет на општина Охрид. Со конститутивната седница председаваше најстариот советник од новиот состав Виолета Аврамовска. По верификацијата на мандатите и свечената заклетва на советниците со мнозинство гласови за председател на советот, повторно беше избран Перчо Божиновски од ВМРО ДПМН. Заблагодарувајќи се за довербата, Божиновски рече дека повторниот избор не е само обврска да се продолжи, туку и да се надгради се што во изминатите 4 години е создадено со работа, визија и љубов кон Охрид. Продолжуваме таму каде што застанавме, со уште посилен фокус и развој на и уште поголема решителност. Ветувам дека има да бидеме совет што ќе стои заедно со и до градоначалникот и има да ја носи одговорноста за секој чекор. Како што бевме, така има и да бидеме отворени за сите и безкомпромисни кога се во прашање интересите на Охрид и охриѓани. Има да бидам председател кој обединува, не да дели. Совет кој работи за граѓаните, а не за дневна политика. Денес го обновуваме заветот дека ќе служиме честно, отчетно и со целосна посветеност. Со љубов кон нашиот град, со почит кон нашата историја и со храброст за иднината да продолжиме да го градиме Охрид како модерен, просперитетен и достоинствен град кој има да биде гордост за сите. Мандатот на новите градски избраници им го честита градоначалникот Кирил Пецаков и им посака плодна работа и успешна соработка. Пред нас се 4 години, 4 нови буџети на општината, кои што ќе бидат досега незапаметени во историјата на градот и со кои во соработка со Советот ќе реализираме многу проекти кои суштински и стратешки ќе го променат Охрид, кажа во своето обраќање пред советниците Пецаков. Сите оние работи кои што ќе произлезат од барањата на граѓаните, односно и од поединци и од здруженија, но секако и од местните заедници, ќе бидат и возможни да станат дел од програмата на Советот, односно од буџетот. Исто така, ваша работа како советници и на сите оние
врз основа на тоа сите оние кои што граѓани ви дале поддршка е да предлагате во времето кога е потребно се предлага и сето она кое што е во кореспонденција, односно ќе биде возможно се стави дел од програмата и замислата на оваа локална самоуправа, секако дека ќе биде прифатено, сум отворен за предлози и радо би прифатил сето она што би можело да го подобри животот на граѓаните во Охрид. Како и во изминатите 4 години, во новиот мандат мојата канцеларија ќе биде отворена за секој советник, за секоја идеја, забелешка, проект за подобрување на животот на граѓаните, порача градоначалникот. Во новиот состав на Советот на општина Охрид има 13 советници од ВМРО ДПМН, 5 од СДСМ со коалицијата, 2 од СНАМ и по еден советник од Левица, Демократска партија на турците и група избирачи Рушан Хода. Со освоени 1511 гласови, односно 61,65% од гласовите на граѓаните кои излегоа на гласање во вториот круг на локалните избори, Златко Силјановски од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, е нов градоначалник на општина Дебрца. Неговиот против кандидат, досегашниот градоначалник Зоран Ногачевски, независен кандидат на група избирачи, освои 859 гласови, односно 35,5% од гласачкото тело. Според официјалните податоци од Државната изборна комисија, на избирачкиот список во општина Дебрца има вкупно 3937 гласачи. Во вториот круг гласале 2451 избирач. Вкупниот број на важечки гласачки ливчиња е 2370, а на неважечки 81. Официјалната излезеност на овој изборен циклус е 62,26%. Златко Силјановски е дипломиран економист по потекло од селото Олешани, роден 1981 година. Тој е оженет и е татко на 2 деца. Менди Ќура е новиот градоначалник на Струга. Во тесна битка само со околу 500 гласови разлика, тој синоќа прогласи победа. Независниот кандидат на општина Струга, Менди Ќура, синоќа прогласи победа во тесна и неизвестна битка, според податоците на Државната изборна комисија од околу 97% преброени гласови. Ќура победи со 1766 гласа предност пред неговиот против кандидат Арсим Далипи од Националната алијанса за интеграција, предводена од ДУИ. Со тапани, аплаузи и овации, поддржувачите и симпатизерите славеа пред штабот и низ Струшката чаршија. Ќура се заблагодари на Стружани, рече дека ќе биде градоначалник на сите граѓани и ќе ги реализира ветените проекти. Благодарам на сите граѓани на општина Струга што ме поддржаа, што сфатија дека ја имам добри проекти. Тие денеска подпишаа историја, но историјата ќе се заврши во мандатот, 4-годишен мандат, каде ќе завршиме и ќе имаме историски успех за 4 години. Сакам да се заблагодарам на мојот штаб, на коалиционите партнери, на коалиционата влада, сите граѓани на општина Струга што ми веруваа и ме поддржаа и верувам дека нема да ги изневерам и ќе бидам градоначалник за сите граѓани на општина Струга. Водевме многу цивилизована кампања без притисок, без подкуп, без никакви клевети. Во првиот круг на локалните избори Ќура беше во предност од Далипи за само 215 гласови. Изборниот ден во Струшко вчера мина во мирна и демократска атмосфера. Не се регистрирани инциденти. Излезноста беше како и првиот круг, околу 40%. Од ноќеска на полноќ бензините поскапуваат за половина, а дизелот за 1 денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика.
Малопродажните цени на бензините ќе се зголемат за половина денар за литар и ќе изнесуваат 74 денари на бензинот Евросупер БС 95 и 76 денари на Евросуперот БС 98. Цената на дизелот се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 71 денар за литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство останува иста, односно 69 за пирка 5 денари, а мазутот ќе чини 37 денари за килограм, објави Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Го завршуваме првиот дневник на АТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!